Знаете како? Мислам дека дома ако ни живеете со баба, веднаш да си вселите, затоа што истата секогаш ќе знае да ви го даде вистинскиот совет за штедење. Здраво, јас сум Марина, портпарол на регулаторна комисија за енергетика. Јас сум Виктор Димитриевски, експерт за енергетика и енергетска политика во Јавна Македонија, и денеска ќе ви кажам зошто некои работи околу потрошувачката на електрична енергија се или не се така. Подобро е клима инвертерот во текот на зимата да работи 24 часа 7 дена во неделата, отколку да го вклучувам и исклучувам на секое влегување и излегување од домот. Така ќе потроши помалку струја. Не е така. Факт е дека сите уреди помалку трошат електрична енергија кога се исклучени. А кога се вклучени, односно цело време ако се вклучени, трошат повеќе електрична енергија. Тука пред себе кажал дека ова многу зависи колку време од денот реално престојуваме дома. Например, ако сме цело време дома, тогаш е во ред во текот на зимата, посебно кога се студени деновите, клима уредот да биде вклучен цело време во струја. Со тоа што би било практично ноќно време да ја намалуваме температурата, а денски да ја зголемуваме. Например, ако денски температурата ја подесуваме на 24 степени, најдобро е навечер да ја поставиме на 18 степени за да просторијата во која што престојуваме остане млака и од сабајле полесно ја загрееме. Меѓутоа, ако некои периоди од денот не престојуваме дома, например, ако родителите со децата заминат на работа, односно во школа, и не се тука од 7 часот до некои 15 часот попладне, тогаш е подобро клима уредот да биде изгаснат, а по можност можеме на тајмер да го наместиме да се вклучи 1 сат пред да дојдеме дома. Мит број 2. Електронскиот полнач не троши струја доколку е вклучен во штекер, но на него не е приклучен телефонот. Ова не е така. Електронскиот полнач, дури и кога на него не е приклучен телефонот, троши струја затоа што тој има некоја негова сопствена потрошувачка кога е вклучен во штекерот, односно кога е под напон. Електрониката работи, а таа си има нејзини загуби. Тоа не е некоја значителна потрошувачка, меѓутоа, кога ќе се соберат повеќе такви уреди во текот на цел месец или на цела година, сепак се работи за не баш толку мала потрошувачка на струја. Секогаш исклучувајте ги полначите од местото каде што ги вклучувате, односно од штекерите. Се што е вклучено, троши струја. Поставувањето на температурата на термостатот на повисок степен побрзо го загрева домот. Ова е така. Точно е дека ако просторијата претходно е оладена и ние сакаме побрзо да ја загрееме, во ред е да го поставиме термостатот на повисок степен со цел побрзо да го загрееме домот. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека со тоа ќе потрошиме и поголема количина на електрична енергија. Апсолутно е така, но ви препорачувам кога ќе ја достигне саканата температура, термостатот да го позиционирате на 21 степен. Рачното миење садови, наместо вклучувањето на машина за садови, може да заштеди енергија. Единствено ако ги миете садовите со ладна вода. Ова не е така, затоа што новите машини за садови трошат во просек и помалку електрична енергија, дури јас тука би додал дека користат и помалку вода. Нормално овдека би можело да има исклучок, во смисол ако треба да измиеме помала количина на садови, меѓутоа ние реално никогаш не ја вклучуваме машината за садови кога таа не е полна. Мит број 5. Апаратите за домаќинство трошат струја дури кога се исклучени. Ова делумно е точно, затоа што апаратите за домаќинство, односно некои апарати за домаќинство, трошат струја дури кога се исклучени. Тука јас би го ставил пред се телевизорот, компјутерот и други електронски уреди. Меѓутоа има апарати во домаќинство кои не трошат струја дури кога се вклучени. Тука би ги ставил например шпоретот или можеби бојлерот. Меѓутоа кога сме подолго отсутни од дома, например кога сме на одмор,
тогаш е паметно да ги исклучиме сите апарати од струја. Мит број 6. Подобро е преку ноќ компјутерот да го ставам во режим на спиење или хибернација наместо да го исклучам целосно. Така ќе заштедам на електрична енергија. Не е така. Исклучете ги уредите во целост. Сепак е подобро компјутерот да се исклучува од струја комплетно, односно да не се остава во режим на спиење или хибернација, или оно како што го нарекуваме sleep mode, затоа што во тој мод сепак тој користи струја, односно ако не е приклучен во штекерот, тогаш ја користи струјата од батеријата. Односно кога не е приклучен на штекерот, ја празни батеријата која што дополнително треба да ја наполниме, а со тој да потрошиме поголема количество на електрична енергија. Светлината од LED светилките е послаба од онаа кај обичните. Делумно точно или делумно неточно. LED светилките даваат ист интензитет на светлина, иако впечатокот може би вие дека е послаб. Особено затоа што најновите генерации на LED светилките дури имаат и подобри карактеристики од старите обични сијалици. Тука е добро да се спомне дека LED светилките трошат дури 10-кратно помалку електрична енергија од обичните сијалици. Затоа ви препорачувам сите светилки во домот да ги замените со LED светилки. Знаете, мала инвестиција, значи голем исчекор на долг рок. Уред дизајниран за 230 волти користи повеќе електрична енергија од уред дизајниран за 110 волти. Ова не е така, затоа што сите уреди, независно дали се дизајнирани за 230 волти или за 110 волти, користат иста количина на електрична енергија. Имено, електричната енергија е производ од напонот и струјата, односно од волтите и амперите. Со други зборови, ако ист уред работи на 230 волти, тој ќе потроши помалку, ќе повлече помалку струја, меѓутоа ако работи на 110 волти ќе повлече поголема струја, али и во двата случаја потрошената електрична енергија е иста. Бонус совет за штедење енергија. Мерките за штедење на електрична енергија или поточно кажано енергетска ефикасност би можеле да се поделат на мерки без инвестиции и мерки со инвестиции. Мерките со инвестиции се замена на уреди во домот кои користат електрична енергија со исти такви што кои имаат поголема класа на енергетска ефикасност. Например, ако фрижидерот кој што го имаме во моментот е класа на енергетска ефикасност B или C, и ако ние планираме да купиме нов фрижидер, добро е да испланираме да купиме фрижидер со енергетска ефикасност А+ или А++, кој што троши помалку електрична енергија за да постигне ист резултат, односно да постигне иста температура. Истото се однесува и за машина за перење и така натаму. Оние мерки кои што се без инвестиции, а јас повеќе би сакал да зборувам за нив, се пред се менување на свеста околу потрошувачката на електрична енергија. Односно, менување на нашите потрошувачки навики. Знаете како? Мислам дека дома ако не живеете со баба, веднаш да си вселите, затоа што истата секогаш ќе знае да ви го даде вистинскиот совет за штедење. Исклучува светилки каде што се непотребни и ве учи кога да ги вклучите останатите апарати на ефтина тарифа. Или, например, ако гледаме телевизор, ворете да биде вклучен. Меѓутоа, ако не го гледаме телевизорот, подобре да го исклучиме. И така можеме да правиме со сите уреди. Тука би ги спомнал и полначите за мобилни телефони, и полначите за лаптопи и така натаму.